Здраво и добре дојде на денешната подкаст епизода, во која што ќе зборуваме за најчестите препреки кои што се јавуваат при развој на бизнис, особено за фаза за која што е наменета цела ова подкаст епизода, но и серијал, а тоа е за предприемачи кои што се уште се мачат и не заработуваат 30.000 евра на годишно ниво. И сега ова додека ти го зборам у секоја епизода 30.000 евра, може би ќе добиеш печаток дека Александар е материјалист, само пари го интересираат, но повторно ќе те потсетам, не знам дали до сега напоменав, но поентата е дека бизнисот е пред се интелектуален спорт, нели? Но и поентата е дека сепак на крајот на денот треба да имаме математика, нели? До каде сме, колку имаме промет, колку заработуваме, се движиме напред, не се движиме напред и тие се некои бариери, некои граници и токму затоа овој серијал е наменет исклучиво за најчестите предизвици со кои што се соочува еден предприемач, а верувај дека тие препреки кои што ги имаме во глава, во смисла на мисли, на наше однесување, стравови, верувања кои што ги имаме, влијаат на нашите одлуки кои што ги донесуваме, во смисла како да концепираш идеална понуда, идеален клиент, што е тоа што го работиш, како поставуваш цени, како комуницираш со клиентите, сето тоа буквално влијае, нели, на резултатите, а резултатите во бизнисот се финанси, така да сето е поврзано едно со друго. Токму денеска ќе зборуваме за најчестите препреки кои што се јавуваат на почетоците, и кога ќе кажам за почетоците, за голем дел од предприемачите, се уште овие проблеми се ненадминати и фактички ако да следиме животната фаза на една компанија, се уште најголем дел од предприемачите се наоѓаат на оваа фаза, а тоа е се уште е почетна фаза. Што сакам да кажам? Ако твојот бизнис работи една година, 2 години и си на 30.000 евра добивка, не промет, добивка, што значи ти веќе оваа фаза си ја скокнал. Постојат и предприемачи, односно бизниси, кои што работат по 5, 10, 20 години и се уште пустото не можат да излезат од ова, да кажам, од ова ниво и токму затоа е направено, нели, скалесто како би знаеле кои препреки не саботираат на ова ниво, кои препреки на друго ниво, кои препреки на следно ниво и доколку овие првичниве не сме ги разрешиле, истите ќе ни се пролонгираат и понатамо, значи нашата компанија ќе расте можеби во промет, можеби во бројност на луѓе, можеби во производи, можеби во алати, машини, опрема, но на крајот повторно поентата е колку ние во текот на една година ќе оствариме добивка. Значи, оној најголем проблем или предизвик кој што се јавува кај поголемиот број луѓе е што имаат слабост, а сите ние сме луѓе, и човекова слабост е нормално, што се споредуваме со други луѓе. Значи, број 1 препрека е споредување со други луѓе. И сега, од соработка со стотици веќе предприемачи кои што ги менторирам и ги менторирав. Од соработка со повеќе од 67 компании, каде што бев вклучен директно како консултант за развој на нивниот бизнис. Буквално, најодговорно, со слобода и со чиста совест можам да кажам дека најголема препрека за раст на твојот бизнис е споредување со други луѓе. Сега, што е проблематично овде? Па јас гарантирам, или слободно можам да се изразам, дека не постои човек кој што не се споредува во одреден момент со други луѓе или со други компании. Што значи, ако човечко во нашата ДНК, во нашата крв, да кажем, нели, имаме навика да се споредуваме со други луѓе, тоа би значело дека само треба да бидеме свесни и да го прифатиме овој факт. Значи, наместо да војуваме и да велиме сами на себе или во однос на комуникација со други луѓе и да демантираме дека да, јас не се споредувам, мене не ме интересира и тоа често луѓето ми го велат, но факт е дека ако си искрен или искрена, самата со себе, ќе си признаеш дека едноставно и прифатиш дека се споредуваш со други луѓе. Сега, ајде да видиме дали ова споредување со други луѓе нас ни служи или едноставно токму не саботира. Обично луѓето кои што се на почеток имаат пониска самоодоверба, нели? Дали нивниот бизнис ќе успее, дали ќе успеат да најдат вработени, дали ќе успеат да најдат клиенти.
нашли клиенти, супер, колку овие ќе доаѓаат, колку ќе ми плати овој, не ми плаќа. Од вработените, нели, дали ќе стигнам да платам кирија, плати, придонеси, заебанци и све останато, значи ние во текот на денот постојано сме под некаков си стрес. И што природно луѓето посегнуваат да видат што се случува во дворот на соседот. И обично, нели, велиме, травата секогаш кај соседот е позелена. Скопје, полесно е да се води бизнис во Скопје, Охриѓани се чешит, Кичевчани се катастрофа, во Струмица нема народот пари, сите се иселија, нели? И постојано ние се споредуваме со други локации, да кажеме, со други бизниси, со други луѓе и често луѓето велат, па да, знаеш, лесно му е на перо, он работи 20 години, лесно му е на, не знам, на таа X компанија, постои толку и толку години, они работаат на друг начин, имаат капитал или како и да е. Следно што се споредуваме е со, во делот, да кажеме, со некој кој што се на наше рамниште, па гледаме како некоја компанија или некој ментор, тренер, коуч, архитект, инженер, небитно што се бави твојот бизнис, гледаме што тој работи, што тој функционира, или каков му е маркетингот, или како состава понуди, или едноставно како му се одвиваат процесите на работа, и мислиме дека таа компанија, тој човек е многу попаметен од нас, дека он има нешто што знае, а ние што не го знаеме, дека он поседува некои други вештини и способности, а нас ни недостасуваат, и подоцна што правиме ние, ја преправаме понудата, ги преправаме производите, дотураме нешто што другиот има, затоа што секогаш имаме мисла дека штом тој работи тоа и штом производи, има добра продажба, има супер топ клиенти, морам и јас ова да имам. Па кога ќе се споредиме со друг некој човек, и јас треба ова да имам, и јас ова треба да имам, и на тој начин постојано живееме во недостаток. Сега, да не филозофирам премногу, ќе ти кажам со кои едноставно споредувања ги имав и јас на самиот почеток, кога започнав да работам консалтинг. Како што веќе знаеш, ако ме следиш подолго време, од 1997 до 2005 имав собствен прв бизнис, кој што се базираше за аудио-видео центар или сервис за поправка на радија телевизори, и тој бизнис згасна. Небитно. Подоцна, после тоа, се вработев во една компанија од автомобилската индустрија, инаку официјален дилер и дистрибутер и сервисер за продажба на Opel и Chevrolet тогаш возила, и како напредував кариерно од диагностичар до директор на продажба, буквално и ме заинтересира сето она, нели, како се работи фирма, да ги научам работите подобро, да видиме како се управува со една организирана компанија. Подоцна почнав и да волонтирам, па и факултети, па и дополнителна едукација, академија за бизнис, за коучинг, за ова зона, да не ти зборам ништо се поминав. Но дојде прагот кога јас реков, окей, веќе доста е, ноември беше месец кога ја донесов одлуката, исто како еве сега овој период, и решив јас од 1.1., значи од 1. јануар, дека едноставно ќе дадам отказ и ќе започнам собствен бизнис. Иако искуствено сето ова го знаев и го работев и го применував на неколку компании каде што бев ангажиран како асистент консултант и знаев и бев сигурен во она што го работев. Иако завршив и факултет, и бизнис академија, и волонтирање, и се останато, и искуство од собствен бизнис, и искуство од претходната компанија каде што доживеавме неколку кризи и буквално благодарение на мојата активност ги надминавме тие, кризата во 2008, токму ја погоди автомобилската индустрија преку промените кои што ги воведов, буквално ја дигнавме компанијата на една сосема друго ниво, значи искуствено се покажува дека јас знам, дека сум способен и дека можам, но моментот кога дојде 1. јануар, Александар почна да работа консалтинг. Истиот момент кога сам Александар почна да работи, уште првиот ден почна да се јавуваат несигурностите. Дали ќе најдам клиенти, дали ќе имам редовно, дали ќе успеам да донесам плата за дома, дали ќе успеам да заработам, дали ќе успеам да подмирам трошоци. Како и ти што си се нервирал на почетокот или ако си сега на почеток, истите тие мисли ги имаше и Александар. Следно што се јави, буквално, штом период се јави јас да немам работа, да немам клиенти или не сум наплатил оноку колку што сметам, секогаш природно Александар истражуваше да види што се случува во конкуренција, што прават другите консултанти, на кој начин работаат, како заработуваат, како доаѓаат до клиенти.
И во тој период, како почнуваше Facebook, Instagram, YouTube и се останато да добива замав, социјалните мрежи, сите тие информации беа на изволте, што претходно ги немаше во тој период, и буквално имав прилика да видам како од моите, да речам, ајде конкуренти на некој начин, гледам објавуваат слики, работаат со оваа компанија, со таа компанија, со оваа компанија, со таа компанија, и јас седам дома, работам и се размислувам, добро, што се овие попаметни од мене, како добиваат клиенти, како успеваат да работаат, па кои ќе заредат во една недела, бам, 4-5 пати слики, чуда, обуки вамо, у таа фирма, у оваа фирма, не можам клиент да најдам. Викам, што се тие посебни, дали всушност јас направив грешка, дали не требаше јас да работам консалтинг. Се преиспитував буквално како мало дете, како и секој еден загрижен реално човек. И што почнав да правам јас, што прават тие, почнав и јас да применувам. Што ќе прави еден и јас. Но секогаш, во моите мисли се стоеше дека некој друг работи подобро од мене, се до оној момент кога буквално добивав клиенти кои што соработувале со овие луѓе и кога јас ќе погледнев што всушност тие работеле, а што всушност јас им помогнав, мојата перцепција буквално се промени. Што сакам да кажам? Иако во твојот свет, во твојата индустрија постојат звучни компании, звучни имиња, ќе се запрепастиш колку некој добро знае да води маркетинг, а е катастрофа во извршување. Ќе се запрепастиш колку некој добро знае да си го наплати, има сладка уста, е речит, има добар бренд имидж, има добро функционален маркетинг, знае да се измеша во кругови и знае да си го наплати она што сака да си го наплати, а всушност позади нив ќе се зачудиш колку уствари луѓето воопшто не се професионалци и не ја извршуваат работата. И со ова сакам да те охрабрам да не размислуваш премногу дали произведуваш квалитетни производи или услуги, да го избришеш тоа од глава дека треба да трагаш по совршен производ или совршена услуга, а тоа цело време Александар го смислуваше. На крајот на денот поентата е да се споредуваш самиот со себе, а не да се споредуваш со околината, и знам дека ова е лесно да се изговори, но верувај дека ова е нешто што те саботира, затоа што постојано чувствуваш недостиг, постојано правиш промени и експериментираш, уште еден производ, уште една услуга, па ваква цена, па таква цена, и на крајот си создаваш неред во својата фирма, затоа што фокусот ти е надвор од тебе, наместо фокусот да ти биде на тебе. Она што е исто така проблематично, секогаш кога се споредуваме со другите луѓе, ние не знаеме која е нивната стратегија. Често пати луѓето знаат да речат, па знаеш, конкуренција работи испод цени, па морам да ги спуштам и јас. На почеток сум и морам да работам пошто зошто, или да не речам ајде џабе, за да се докажам. И сакам да ти кажам дека ништо апсолутно од ова ти не мораш да правиш и немаш потреба никому ти да се докажуваш. Оној лик на кој што треба да му се докажеш, дека си способен, дека си окей, дека се е во ред, тоа си само ти и никој друг. Што се случува со клиентите кои што ми доаѓаат, кои што се уште не заработуваат 30.000 евра на годишно ниво? Најчесто што прават? Секогаш велат, да, ама види, овие од конкуренција работат по таа цена, јас не можам да ги покачам. Види, они работаат и ова, и тоа, и ова, и тоа. И што се случува најчесто? Најчесто, едноставно, самите ја губат самодовербата и немаат прилика и храброст да донесат важна одлука. Она што сакам да ти го истакнам е следно. Само замисли во моментот каков живот живееш во моментот, каква слобода имаш, во кое време живееш, каква е околината, и ќе сватиш една вежба која што јас ја правев и ја правам со луѓето со кои што соработувам, а тоа е фрапантно. Имено, слушај ме. Кога во еден момент седнав и размислував, окей, каков живот јас во моментот живеам? Викам, окей, што е тоа што јас го почитувам кај себе? Заработувам фантастично на годишно ниво, 6-цифрен бизнис. Работам само неколку часа во текот на неделата. Сабота и недела не постојам за никого, освен за семејството или за пријатели. Соработувам со луѓе со кои што јас сакам и враќам луѓе кои што не се за мене.
Поставувам цени какви што јас заслужувам и сакам. Работам од удобноста на оваа канцеларија. Наместо да трчам да работам било што, бирам со кого ќе работам, бирам на начин на кој што ќе работам, бирам колку време ќе работам и буквално следна работа. Станувам од спиење јас кога сакам, а не некој друг кој ќе каже, оти само кога бев вработен, некој друг го определува работното време, а сега јас самиот си го определувам. Самиот одлучувам дали оваа подкаст епизода ќе ја снимам и ќе ти ја дадам гратис, оти имам добра заработка, па можам да споделам и со тебе, да ти дадам вредни информации. И сето ова што го правиме чини и време и пари, но можам да бидам и општествено одговорен и да ти помогнам без да уплаќаш и да трошиш пари по ментори и чуда. Само премени го овој серијал и ти ќе дојдеш до 30.000 евра, во тоа не се сомневам. Следна работа, имам време за здрав живот. Можам да јадам храна каква што сакам да си дозволам, протеинска и се останат. Можам да соработувам и јас да учам од други ментори, оти и моето знаење до некое ниво, ако сакам моето ниво да го однесам на повисоко ниво, и јас морам да соработувам со ментори. Соработувам, односно имам личен тренер, личен психотерапевт, личен ментор за фитнес, значи имам време и за фитнес, и за планинарење, и за прошетка во природа, и за се. Имам време и тоа ми е љубов, да не пораснат децата, а да не ги гледам, туку да гледам како растат, и со задоволство ги носам во училиште, ги земам од училиште, и со задоволство ги несам и на одбојка, и на коршарка, и на хор, и на чуда, и на се што сакаат. Со задоволство помагам во решавање на задачи, со задоволство им помагам да учат, да пишуваат, со задоволство имам време да направам разговор со нив, да поиграме некогаш и да се глупираме ако треба. Што значи, сето ова што ти го зборував до сега, накратко да те запознам со мојот живот и моите вредности, јас не сум ништо посебен, туку само во еден момент пред неколку години донесов одлука како јас сакам да биде мојот живот, колку пари сакам да заработам, кога би сакал да се будам, кога би сакал да легнувам, со кои луѓе јас би сакал да работам, колку време во денот би сакал да работам. Значи, се она што ти го зборував, и сега ќе те шокирам. Јас сум сигурен дека и ти сега да имаш прилика да ми кажеш, може би ќе кажеш 100 пати повеќе работи од оние кои што јас ти ги наведов. И јас не ми е поентата, јас и ти да се споредуваме, дека е некој погоре или некој подолу. Но ова сакам да ти го искажам. Само да се вратиме генерација 2, 3, 5 наназад. Моите родители можеле да сонуваат за овој живот кој што го имам јас. Моите дедовци, баби можеле само да сонуваат за оној живот кој што јас го живеам. Нивните родители, нивните генерации наназад можеле само да сонуваат за ваков живот. Еве зошто. Дали живееме во период на благосостојба? Дали има војни ратови во нашата држава? Дали имаш струја, интернет и сите услови? Дали имаш социјални мрежи бесплатни каде што можеш да водиш маркетинг и да дојдеш до клиент кога сакаш? Дали имаш основна чист воздух, вода за пиење, храна изобилие? Дали фрижидерот дома кој ќе го отвориш ти е полн? И па ако се вратиме само генерација наназад, луѓето живееле во друго едно општество, каде што предприемачите биле осудени и не можеле секој да започне собствен бизнис. Ако се вратиме уште една генерација наназад, 40-тите години, тоа значи дека во тој период нашите дедовци, баби можеле да сонуваат, оти првенствено им било важно дали ќе бидат живи и здрави, било војна, дали ќе најдат храна, дали ќе најдат лекови, а не да размислуваат за бизнис, за промет, за вработување, за не знам што. Ако се вратиме уште наназад, сме немали нити држава, сме биле поробени, луѓето не знаеле главата кај им е да спасуваат. Значи, она што ти го прифаќаш како здраво за готово, она твоја способност која што ти ја имаш, оној талент со кој што си ти дојден на светот и не постои втора личност како тебе, како мене или како било кој друг, ја земаш здраво за готово и сега, наместо да се погледнеш во огледало и да кажеш зашто сум јас благодарен? Зашто сум јас благодарен што некој друг го немало во моето семејство? Зашто сум јас благодарен од минатата недела, од минатата година?
Секогаш кога ја работиме оваа вежба, а буквално нема шанса да почнеме тренинг, дали е тоа во среда, дали е тоа тренинг во живо со луѓето со кои што соработувам, нивна обврска е да наведат 3 благодарности од минатата недела. Него воопшто ни тргнуваме со денешната тема и со вежби, доколку не се фокусираат на 3 благодарности. Зошто е тоа? Дали е случајно? Тоа е само да влезат со позитивен став и да заборават на проблеми за момент и да влезат со позитивен став, а благодарноста е најголемо чувство кое што човек може да ја има. Ако ти наведеш зашто си ти благодарен, имаш слобода да бираш дали ќе работиш во таа фирма кај што ќе работиш или ќе дадеш отказ ќе идеш во друго место. Имаш слобода да бираш дали ќе работиш во Македонија или на цел свет. Имаш слобода да бираш дали ќе работиш онлайн, офлайн, во продавница, како Господ тебе ти сака, како душата ти сака, се извинувам. Имаш ти слобода да бираш дали ќе работиш, не знам, од дома или од канцеларија. Дали ќе работиш претпладне или попладне. Дали ќе работиш во оваа држава или ќе одиш во друга држава. Никогаш како денес до сега никој од нас, од генерации пред нас ја немало оваа слобода. Што сакам уште еднаш да ти кажам? Споредувањето со други луѓе, секогаш колку и да се споредуваш ќе најдеш попаметни луѓе од тебе, тоа сум факт, апсолутно сигурно. Секогаш од друга страна кога ќе се споредуваш со други луѓе, секогаш ќе пронајдеш луѓе кои што немаат таков живот како твојот, кои што немаат бизнис и услови како твојот, што значи секогаш ако се споредуваш и лево и десно, ти ќе пронајдеш. Но што имаш ти со тоа? Најголема и најважна животна лекција е колку побрзо ќе престанеш да се споредуваш со други луѓе и само се бавиш со своја работа. Имено, мојот ментор претходно, една просечна консалтинг услуга, еден ангажман, се движеше во тој период 2, 3, 4 илјади евра. Што јас размислував? Кога ќе стигнам до тие суми или не знам што? Кога јас ќе работам? Кога јас едноставно дојдов до тоа ниво, ги надминав тие суми, подоцна гледам како некој другиот ментор, гледам како и он ги качил цените. И ај сега само ќе се тркаме со цениве, нели? Што е поентата? Што стои позади цената? Која услуга некој ја дава? Дали јас имам храброст да се вреднувам? Колку сакам да ми вреди мојот час? Колку време сакам да бидам ангажиран? Дали можам со било што јас да се споредувам или дали постои некој човек кој што тебе може да те споредува? Сето ова буквално влијае колку ти ќе напредуваш. Сега, влегуваш на Инстаграм и некој продава преку Инстаграм. Гледаш дека прави рилсови, милсови, има куп фоловери и тебе сето тоа ти изгледа, што ми има фоловери, што ми има добра продажба, значи ова е тоа што треба јас да го правам. Прашањето е едноставно, дали ти си сигурен или сигурна дека лицето кое што го следиш на Инстаграм заработува воопшто пари. Нема да те лажам или да филозофирам како сакаш, јас ќе ти кажам една работа. Огромен број од оние луѓе кои што ги следиш не заработуваат ниту една плата. Тоа што има фоловери куп, тоа што цел ден виси на Facebook, на Инстаграм или не знам кој грам. Тебе ти изгледа дека, тоа е начинот, па ја треба да се глупирам пред камера, па ја треба да правам вакви рилсови, такви рилсови, па ја треба да правам вакви објави, такви објави. Мрахате мој, ништо ти не треба да правиш. Само треба да се прашаш сам себе или сама себе. Што е за мене доволно? Што сакам јас? Дали морам да правам 100 објави на ден или сакам да направам една? Дали сакам 100 подкасти или сакам еден подкаст? Само ти слушај си го телото, душата што ти кажува. За твојот идеален клиент секогаш ќе бидеш доволен. Наместо да се споредуваш со други луѓе, прашај се себе си, што јас сакам? Што е за мене доволно? Колку време е за мене доволно? Што е за мене успех? Затоа што се од страна што гледаш, се ќе ти изгледа дека е полесно. Па подоцна кога ќе гледаш некој на Инстаграм, на Фейсбук, не знам, користи скапа опрема и ти сега ќе седнеш дома ќе мислиш, па да, него му е лесно, он работа 5 години, па има камера. И сега ти ќе чекаш да собереш пари да купиш камера, па да почнеш да снимаш идеалново, нели?
Па ајде си собрал камера да купиш пари, па сега ти немаш светло. Аха, види, тој има и светло, аха, затоа е тоа. Добро, си купил светло. Па сега немаш позадина. Како ја сега со бел зид, види Александар, глеј каква полица има, убава, она наредена. Како ќе изгледа мојот клип никаде? Аха, значи ти пак ќе чекаш сега и да собереш пари за полица. Па сега пак ќе чекаш да, не знам, да едитираш, зашто не знаеш, нели, рилсови, милсови да правиш. Па сега, што ќе кажам јас уствари, да не ми се смеат другите луѓе, што ќе кажам, кој сум јас, како ќе ме разберат, јас не зарод, кој сум јас да советувам, кој сум јас да зборам, сега ме сваќаш што ти зборувам. Секогаш кога ти е фокусот на друго место, ти секогаш живееш туѓ живот. Секогаш кога фокусот ти е надвор од себе и се споредуваш со другите луѓе, само ја пропушташ приликата да растеш, затоа што живееш во недостаток. Сега, имаме само два можности и ако нешто го запамтиш од денешниот тренинг, ова ти е најважно. Имаме опција да бидеме благодарни и имаме опција да бидеме неблагодарни и да се споредуваме со другите луѓе. Најважната лекција е следна. Секогаш, да речеме, имаш сегашна ситуација, имаш идна ситуација, тоа се твоите цели, што сакаш да постигнеш, каков лик сакаш да бидеш, што се ќе имаш, тоа е иднина. Ова е сегашноста и долу ти е минатото. Така? Секогаш ти, ако се споредуваш со минатото, е една работа. Во сегашност, ако се споредуваш со околината и со други луѓе, тоа е сосема друга работа. Ако ти се споредуваш со иднината, тоа е трета работа. Ајде сега да ти ги поврзам трите работи. Ако ти не се споредуваш со минатото, каков живот имав јас минатата година, колку правев промет, кои места ги посетив, колку броеше мојот тим, колку имав клиенти, во кои услови живеев. Значи, самиот да се споредиш, каде беше пред еден месец, каде беше пред една година, каде беше пред 3 години, каде беше пред 5 години. Јас сум сигурен дека не постои човек кој што не напредувал без разлика дали оваа крива е ваква, и е ваква. Секој човек кога ќе се погледнеш наназад, ти бележиш раст. Што значи шом бележиш раст? Ти имаш 1001 работа за што да бидеш благодарен. Ако не си благодарен за она што го имаш во минатото, во сегашноста ќе се споредуваш со околината. Што значи? Дека ти не живееш во сегашен момент, што јас имам пред мене, што е под моја контрола, што можам јас да подобрам, што зависи од мене. Туку се споредуваш со други и ти фактички не живееш во сегашен момент, туку си во илузија, затоа што размислуваш, штом прават овие други луѓе, тоа треба и јас да го правам, за да успеам. Значи, ако не се споредуваш каде си бил и си благодарен, директно твојот фокус е во иднина, а иднината те носи во недостаток. Штом те носи во недостаток, ти си во фрустрација. Немам пари за камера, никој клиент не плаќа, лесно му е на перо, лесно му е на оној, они так. Значи, што сакам да ти кажам? Секогаш ќе најдеш подобри луѓе кои што заработуваат повеќе од тебе. Секогаш ќе најдеш подобри компании. Секогаш ќе најдеш било што да споредуваш. Но сакам само едно да ти кажам, дека никогаш немој да помислиш дека некој што заработува повеќе од тебе, дека е подобра личност. Уште еднаш ќе ти кажам. Никогаш немој да се споредуваш со други луѓе и да мислиш дека затоа што имаат поголема компанија, дека имаат поголем промет, дека заработуваат повеќе од тебе, дека тоа се подобри луѓе. Еве ќе ти ја елаборирам уште една работа и полека ќе да завршиме оваа емисија. Слушај ме внимателно. Дали можеш да се сетиш на некој човек од твоја конкуренција, личност или компанија? Дали можеш да се споредиш со било кој од твоја индустрија, кој што во моментот заработува 10 пати повеќе од тебе? Пример, заработуваш 10.000 евра, овој да заработува 100.000 евра месечно, годишно, како и да е. Дали можеш да најдеш во твојата конкуренција
човек, предприемач кој што заработува 10 пати повеќе од тебе? Сигурен сум дека се сети. Дали можеш да пронајдеш човек кој што работи 10 пати помалку од тебе? Исто во твоја конкуренција, во твоја индустрија. Уште еднаш ќе ти го повторам прашањето. Дали можеш да се сетиш и знаеш некој човек кој што заработува, односно има 10 пати повеќе слободно време од тебе? И при тоа заработува и 10 пати повеќе од тебе. Знам дека најде таков човек. Супер. Сега ќе те фрапирам со следново прашање. Дали искрено мислиш дека таа личност или повеќе, личности, доколку идентификува повеќе, имаат 10 пати повеќе IQ од тебе? Ако просечна личност има околу 100 IQ, дали постои личност од овие кои што ги идентификува, кои што имаат 10 пати повеќе IQ од тебе? Значи, еве да речеме ти си испод просечна личност и имаш 70, мада шимпанзо има 70. Дали постои некоја личност од овие кои што ги се сети, дека имаат 700 бода проценти IQ? Нема таков човек, нели? Дали има некој 10 пати поголема емоционална интелигенција од тебе? Нема, нели? Тогаш што е разликата помеѓу овие луѓе што имаат 10 пати повеќе резултати од тебе? Само прават некои работи различно од она што го работиш ти. Уште еднаш, само работаат различни работи од што работиш ти. Значи, ти можеш цел ден нешто да работиш, но прашај се, запиши еден список и запиши кои од овие мои дневни активности што ги работам носат пари сега. Уште еднаш, земи си листа и пенкало и запиши си цел Божји ден што работиш. И запиши заокружи ги еве со црвено и заокружи ги. Кои од овие активности што ги работам носат пари сега? Ќе се зачудиш на колку глупости трошиш време. Што е разликата помеѓу овие луѓе кои што имаат 10 пати повеќе заработка од тебе, 10 пати поголем промет, 10 поголем пати тим, 10 пати подобри услови, 10 пати повеќе слободно време? Само кога истата оваа вежба би ја направиле, ќе ви забележиш дека работаат 2-3 задачи во текот на денот, но клучни кои што носат пари сега или пари во иднина, затоа што можат и размислуваат и работаат долгорочно. Ти олесни? Значи, што е резиме? Не се овие попаметни од тебе. Не се неродени нити под среќна звезда. Нема ни плава крв, се е во ред. И со тебе и со нив. Само прават различни работи во текот на денот. Ајде сега да ја поврземе цела оваа ситуација, зошто е важно да не се споредуваш со други и да извлечеме поука, а ти прегледај го ова видео, запиши си ги прашањата, одговори си, направи оваа вежба, ќе се запрепастиш самиот, самата како и да е. Значи, што е клучот? Ако ти се споредуваш со овие луѓе, ти цело време ќе се нервираш, ќе се фрустрираш и живееш во недостаток. Во Библијата има една фантастична изјава која што гласи: на оној кој што нема, ќе му се одземе и тоа што го има. Оној кој што има, ќе му се даде уште повеќе. Што ова значи? Што е тоа што го има или што го нема? Оној кој што нема, ќе му се одземе и тоа што го има. И тоа малку што го има. Што значи тоа? Ако ти не си благодарен за тоа што го имаш сега и направиш најдобро што знаеш и умееш,
Со тоа што ти е сега во моментот на располагање, и наместо тоа живееш во илузија, гледаш што другите прават и се споредуваш со други луѓе, ти само ја пропушташ приликата да ги работиш правите работи, на крајот ќе се изгубиш копирајќи 300 глупости. Дури и да успееш да изградиш таков бизнис, прашањето е дали го сакаш нивниот живот, дали сакаш да живееш како нив. Така да можеби ќе го насочиш бизнисот, можеби ќе успееш на крајот на денот, а ќе бидеш несреќен и задоволен. Нема да веруваш колку луѓе ми доаѓаат постојано. Пари направивме, фирма направивме, се направивме, децата ми пораснаа, не ги видов, остаревме, немам здравје, не знам што ако имам ова, ако може тоа, ако ова, ако тоа, немам здравје сега за ова, немам за ова, немам време за тоа. Значи, тоа е половичен успех. Затоа Александар ти вели, не се споредувај со други луѓе, занимавај се со себе и земи да работиш со она што го имаш на располагање. Се надевам дека сосема оваа доволно денешнава епизода. Се надевам дека ќе ја прегледаш неколку пати, ќе забележиш, ќе си одговориш на прашањата и за крајот ти препорачувам уште една вежба. Секој Божји ден ќе си купиш најубаво пенкало што постои. Немој да штедиш, тоа ти е најважното пенкало. Ќе си купиш најубав тефтер, колку поголем, толку подобар. Еве, Чичо Александар, еве нешто запишува, еве книгата, 600 страни, ќе најдеш, да, може и на компјутер, нели? Не е на тастатура, проблем можеш да. Не. Ќе си напишеш у книга. Секој Божји ден благодарност. 3 благодарности од вчера. Благодарен сум за ова, благодарен сум за тоа. Не ти текнува зашто? Да, супер, пишуј. Благодарен сум што сум жив и здрав. Благодарен што сме живи и здрави. Зошто? Па секој ден умираат во просек милион луѓе. Жив си, немаш да бидеш благодарен. Значи, што сакам да ти кажам? Сега е време да почнеш да го репрограмираш твојот ум. Имам, задоволен сум, оној кој што има, ќе му се даде повеќе. Оној кој што нема, ќе му се одземе и тоа малку што го има. Се сеќаваш? И за крајот, немој да забораваш, под ова видео имаш линк, пишува newsletter пријава. Кликни на него, пријави се, не треба ништо посебно, твоја мејл адреса и име, за да бидеш известен кога ќе заврши овој серијал. Имам намера да направам еден тренинг на Zoom, каде што ќе одговорам на ваши прашања, на ваши предрасуди, на ваши небитно, двоуметби кои што ги имаш можеби во овој серијал или со проблеми со кои што се среќаваш во моментот во твојот бизнис. Но тој тренинг ќе биде исклучиво за луѓето кои што се пријавени на мојата newsletter екипа, затоа што сакам да биде затворена екипа, затоа што нема да се снима, да можеш да поставиш нормално прашање без да се грижиш дали ќе биде злоупотребено, маркетирано, објавено, споделено или не знам што, па да се грижиш кој ќе те чуе или види или слушне, небитно. Значи сакам да биде за мала група, така да ако сето ова ти има смисла, кликни на линкот, претплати се и ќе ти стигне навреме информација не само за тој тренинг, туку и за сите идни бесплатни подкасти, тренинзи, материјали со кои што ги споделувам со луѓето кои што се наоѓаат на мејлинг листата. А за денес, довидување.